конференција. Благодарност за министерот Ивайло Владимиров, кој што денеска е наш гост во Приваа Паланка. На кратката средба која што имавме и приемот во мојот кабинет, разговаравме пред за прашања кои што се од интерес за Приваа Паланка и по образованието со нашите најблиски соседи. Имено, како што стана збор за потребата од многу посовремена инфраструктура која што води до Приваа Паланка, разговаравме за двата гранични премини кои што ги поврзуваат Приваа Паланка со Търговиште и Приваа Паланка со Босилеград. Исто така стана збор за она што ни престоја, тоа е референдумот кој што треба да се одржи на 30 септември. Европските лидери препознаа одлучност во оваа гарнитура на македонски политичари кои што има јасен и диференциран став дека прашањето кое што беше во изминатиот период третирано поголем број на политички гарнитури мора да се реши и дека сега е историската шанса Македонија да стане членка на Европската унија и на НАТО. Имено со само тоа ние ја гарантираме територијална целина, но од друга страна гарантираме сигурност и безбедност во многу други сегменти. Имено македонскиот бизнис заслужува да го реинвестира својот капитал тука во Македонија. Младите заслужуваат да имаат многу подобро образование, да останат тука по завршување на истото. Граѓаните заслужуваат институции кои што ќе бидат во служба на граѓаните и се наседнаши многу подобро здравство или социјални услуги кои што можеме да ги понудиме. Се тоа се како придобивки кои што не смееме да ги спуштиме и ова е една пресвртница во Македонија, во поблиската историја на Македонија, која што навистина македонските граѓани не смеат во никој случај да ја пропуштат. Пријатно ми беше што го запознав и имав суштински разговор со градоначалникот. Како што знаете, мојот ресор е надворешна политика, меѓутоа надворешната политика прво овој месец се преселена дома. Имаме многу високи гости. Второ, големите стратешките текови многу директно влијаат и на локалните услови. Јас возејќи наваму видов дека кејот овде е многу среден. Меѓутоа исто така видов дека тоа е европски проект. Значи, Приваа Паланка не е без искуство со користење на европски фондови, како што не е воопшто без искуство и со прекогранична соработка. Дури на некој начин бевте пионери, бидејќи вие први градевте пријателство со Истанбул, а подоцна Македонија го склучи договорот за пријателство минатата година со Бугарија. Разговаравме и за граничниот премин кон Търговиште. За тоа разговаравме. Мислам дека главните две маки што ги има градот, инфраструктурата, повеќе работни места и пораздвижена економија, се тесно врзани со дали Македонија ќе отвори вратата и да оди напред или ќе се врати назад кон изолацијата. Напред не е само добро за целата држава, НАТО членството значи Македонија е тука за да ја остане во овие граници. Носи, дуплира практично инвестиции, најсвеж пример е Црна Гора, тие влева минатиот јуни. Инвестициите во првите 6 месеци сега имаше Народна банка на Црна Гора податоци. Од 96 милиона минатата година се 215 милиони оваа година. Невработеноста драстично се намалува во период од неколку 5-10 години постепено. Романија, например, 2007 15%, денеска 4%. НАТО членство значи предвидливост за големите странски компании, што може да очекуваат каде ќе биде една држава за 5-10 години. А во однос на приближувањето кон ЕУ ќе се зголемат парите. Сега се 90 милиони евра или 260.000 евра дневно, 90 милиони годишно. Земјоделците многу ќе го осетат. Вообичаено пред членство и по членство приходите на земјоделците се зголемуваат за 70%. Изборот е голем, историската раскрсница е огромна. Нема врска со тоа дали го цениме или не го цениме градоначалникот или владата. Со една партија или со друга партија. И ќе биде многу неодговорно ако не се издигнеме пред се за тие што се повикани да имаат одговорност за општото, ама граѓаните ќе одлучат.
ако мислат дека напред со брзо наточенство, со брз почеток на пристапени преговори со ЕУ и со овие бенефиции што ги споменав и со зачуван идентитет, ќе биде подобро за нашите деца и за едната генерација. Гласањето е 5 или 10 минути во недела. Нема врска со партии, бидејќи и опозицијата еден ден ќе се врати на власт и ќе владее или ќе излужи на држава која што пак може да биде заглавена или ќе биде членка, ќе се развива натаму. 27 години ни помина една цела генерација во чекалната. Младите, за жал, особено оние со шанса, најчесто со туѓ пасош, кој што им дава право за работа во ЕУ, одат надвор. Ако сме одговорни, мора Македонија да ја направиме европска, нашиот пасош да вреди и да има работа и во нашите градови, и во нашите села. Тоа е изборот на 30 септември, од ова што го гледам, ова е трет град што го посетувам после Тетово и Куманово синоќа. Мислам дека работите одат во добар правец, бидејќи ние секогаш сме знаеле за крупни одлуки да бидеме мудри. И се надевам дека овде, бидејќи не ја знам локалната политика и дали е поларизацијата огромна, што е голема на ниво на целата држава, на цела Македонија, мислам дека треба да се издигнеме, да се расправаме кој е поефикасен, кој е почесен, кој има покреативни визии за тоа што вистина им треба на граѓаните, да не се расправаме за ваква, бидејќи не знам дали ќе има и кога ќе биде следниот воз. Тоа треба да се каже. Секој пред себе, излеки на својата семејство, на своите деца, и ако реши дека е ова вистинскиот пат, нека се ги уведе сите околу нив, дека оди и кај комшиите и кај фамилијата, од сите нас зависи. Едината на Македонија од ова зависи и едината на сите наши граѓани.